под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во четвртата епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Во денешната епизода ќе зборуваме на тема секундарен инфертилитет. Поточно, тоа значи кога анализите ви се добри, а сепак немате успех во обидите за бременост. Со докторката ќе зборуваме конкретно, значи што значи тоа секундарен инфертилитет, односно кога треба да се потрудиме да прокопаме повеќе за да дознаеме дали всушност има причина зад тоа дека се е во ред и дека едноставно необјаснива е причината зошто не доаѓа до бременост. Докторке, може да почнеме? Може. Како се чувствувате, кажете ми? Добро. Добро? Добро. Супер, одлично. Ако треба да се даде дефиниција за тоа што е секундарен инфертилитет, која дефиниција би ја кажале? За секундарен инфертилитет зборуваме тогаш кога навидум се е во ред со двајцата партнери, но не може да дојде до бременост. Значи, најпросто и наједноставно кажано. Нека да не навлегуваме многу подлабоко во самата проблематика, но вообичаено навидум сите анализи покажуваат дека се е во ред со самиот пар, но не доаѓа до бременост. Да почнеме од кај жената прво. Значи, кои работи мора да се потврдени кај жената за да се каже овде нема причина? Во Македонија, ајде, ќе се изразам во Македонија. Вообичаено, она што го потврдуваате дека имаме овулација, вообичаено најмногу и најчесто се прави преку потврдување со фоликулометрија, каде што се гледа дали настапува самата овулација. Тоа е едното нешто. Потоа се гледа дали имаме проодни туби, и каде што се прави ХСГ вообичаено како метода за да се види дали имаме проодност на самите туби и вообичаено друго дополнително кое што се прави е значи дали имаме на ниво на матка, значи дали имаме некаква пречка која што може да пречи за самата имплантација. А кај мажот? Кај мажот се гледа вообичаено спермограм. Само тоа. Во повеќето случаи во Македонија се гледа само спермограм, но спермограмот само ни покажува каков е бројот и подвижноста на самите сперматозиди, но не ни покажува колку е квалитетна самата сперма и колку е подготвена за оплодување самата сперма, тоест каков ДНК носи самата сперма. Јасно. А што се случува кога, например, ќе дојде еден пар, ќе рече дека анализите покажуваат дека се е во ред, и кога ќе прашате што од анализи имате, тие ќе речат се. Обично тука во такви ситуации, што најчесто недостасува од анализи кај нив? Многу работи недостасуваат. Оно што вообичаено го гледам како анализи. Жената има направено, да кажеме, ехо има направено ХСГ, каде што е проверено дали и се проодни самите туби. Има направено хормонски статус, каде што е половично направен вообичаено самиот хормонски статус. Кај мажот има направено спермограм, може да имаат направено веќе доколку можеби неколку пати се имаат обидувано, да кажеме дали е преку инсеминација инвитро, може да имат направено и кариотип, може да имат направено ДНК фрагментација по мал дел од нив ќе кажам, доколку особено се сомневаме за некакви проблематики од типот на варикоцеле, постојано спонтани абортуси и некои дополнителни работи, но ова се главно работите кои што ги имаат испитано. И вообичаено ова се паровите кои што веќе имаат многу поголема историја на неуспешни инвитро, би рекла, неуспешни ембриотрансфери, значи веќе имаат испитано голем дел од овие работи. Но сепак и кај нив во голем дел недостасува, би рекла, некои главни испитувања кои што можат да играат голема улога во тоа една жена да не може да остане бремена. Како например кои? Како например, една од основните што го гледам како пропуштена проблематика, дефинитивно е дефицитот на нутриенти. Значи која што кога ќе испитаме одредени нутриенти кои што играат голема улога како во
квалитетот на самата јајцеклетка, така и во, би рекла, и во квалитетот на самиот ендометриум или во протокот на самиот ендометриум, значи дефинитивно гледаме дека има проблем. Тоа е едната работа. Другото нешто на кое што многу ретко се обрнува внимание е самата инсулинска резистенција, каде што да, може кај дел од нив да биде утврдена, но единствено за жал се третира со соодветни лекарства без да се адресира на друг начин. Со лекарства само ќе успееме на некаков начин да го поднамалиме самиот инсулин, би рекла, но нема да успееме да го отстраниме оксидативниот стрес што самата инсулинска резистенција го предизвикува и на самите јајцеклетки и на самиот ендометриум, каде што создава една инфламаторна средина и дефинитивно пречи во самата имплантација, да не зборувам за тоа дека дополнително допринесува и за експресија на одредени гени и одредени мутации. Тоа значи дека ако не го смириме самиот оксидативен стрес предизвикан од самата инсулинска резистенција, дека едноставно мозокот си праќа сигнал до телото дека не е подготвено за бременост, затоа што имаме црвено светло кое што означува опасност. Додека телото не даде зелен сигнал, да, подготвена сум, сега, да, време е за бременост, значи таа жена нема како да остане бремена. Треба да имаме, затоа што бременоста е луксус. Не е нешто кое што бара, да кажеме, некакви нормални вредности, бара оптимални вредности за да биде постигната исто. Во ред. Сега одиме кон најважното. Кои пропусти ги прават паровите и што се крие за тоа се е во ред, кое што го слушаме буквално кај секоја една пациентка што доаѓа кај нас. Првата работа што сакам да ја прашам, односно првиот пропуст што сметаме дека го прават е прогестерон кој што е мерен на погрешен ден. За жал, не знам зошто е прифатено во Македонија, но вообичаено многу често се назначува испитување на хормонски статус на 3-ти и 4-ти ден од менструален циклус, што е супер, значи да, ова е точно. Другото нешто е некаде може да биде кон средина на циклус, да кажеме да биде правено испитување на самиот хормонски статус и задолжително на 21-ви ден се назначува испитување на хормонски статус. Зошто испитувањето на 21-виот ден, особено на прогестерон, е многу погрешен начин за испитување на самиот прогестерон? Затоа што една жена може да овулира и на 12-тиот и на 20-тиот ден, кое што дефинитивно, за да видиме дали имаме квалитетна овулација и дали имаме квалитетно ниво на прогестерон, ова го правиме 5 до 7 дена по самата овулација. Земам прост пример за да им биде појасно на самите гледачи. Доколку една жена, кажеме дека има овулација на 12-тиот ден, сакаме незиниот прогестерон да го испитаме помеѓу 17-тиот и 19-тиот ден, некаде отприлика, затоа што овде ќе направи пик самиот прогестерон. Но доколку има на 20-тиот ден, сакаме испитувањето дефинитивно да биде меѓу 25-тиот и 27-тиот ден. И овде може да имаме многу голема разлика и да пропуштиме всушност што во реалност се крие со самиот прогестерон, дали имаме квалитетна овулација, дали имаме, значи, доволно прогестерон кој што ќе ја подготви самата матка за самата бременност или самиот ендометриум. Кој резултат на прогестерон на хартија изгледа добар, а во реалност воопшто не е добар и не е доволен? Јас би ги поделила вака. Значи, би ги поделила на 3. Под 5, дефинитивно, значи, вообичаено станува збор дека немаме овулација. Доколку испитаме, зборуваме за испитан прогестерон 5 до 7 дена по овулација. Значи, под 5 вообичаено ни укажува на тоа дека немаме овулација. Вредности помеѓу 5 и 10 вообичаено ни укажуваат дека можеби се случила овулација, но истата не е доволно квалитетна и немаме доволно ниво на прогестерон. И третата е дефинитивно местото каде што сакам да го видам, дефинитивно е помеѓу 10 и помеѓу 20, кое што ни укажува на тоа дека имаме доволна количина на прогестерон и едновремено и добра овулација. Што ќе препорачате на пациентките кои ќе видат дека имаат низок прогестерон? Што треба да направат прво или што треба да преземат, ајде да речеме? Би рекла, зависи од причината која што придонела до тоа да имаат низок прогестерон. Дали тоа е стрес?
Затоа што стресот може да играе улога во намалувањето на нивото на прогестерон. Дали имаме некоја сосема друга причина, значи за намалување на самиот прогестерон? Треба да најдеме причината за самото намалување на прогестерон. Знаеш дека секогаш одиме, Маријана, со барање на причините за дадена проблематика. Во овој случај, доколку имаме ниско ниво на прогестерон, сакаме да ја адресираме причината за нискиот прогестерон. За да можеме да ја средиме Да. после тоа. Пропустот број 2. Овулација постои, меѓутоа е слаба. А кој еден знак најчесто ни покажува, освен прогестеронот што го спомнавме претходно, кој би бил следен знак или повеќе знаци ако има, кои што ќе ни покажат дека имаме слаба овулација? Многу типичен симптом, што вообичаено сметам дека многу се пропушта, и дефинитивно нешто што го нарекуваме спотинг или лесно, не е типично краварење, значи не е она менструално краварење, туку лесно, лесна крв може да биде и би рекла дури и со кафеава боја, типичен Или спотинг, росевкаст. значи сметам дека младата генерација знае Да, што е да, да. спотинг, каде што неколку дена пред да дојде самиот циклус, каде што вообичаено ни укажува на тоа дека немаме доволно поддршка на самиот прогестерон. Значи, ова е нешто кое што дефинитивно е многу типичен знак за слабо ниво на прогестерон, меѓу другото може да се случи ваков спотинг можеме да имаме и некаде и на средина на циклус, но многу покарактерно би рекла е некаде вообичаено неколку дена пред самиот менструален циклус. Сакав тоа да го прашам, дали таквиот спотинг, например, околу денови кога мислиме дека ни е овулација, нели? Може. Дали може и дали тоа укажува на нешто позитивно или негативно, на што всушност укажува тоа? Спотинг значи околу 14-тиот ден, да речеме, кај циклус значи од 28 дена. Или околу денот на овулација. Предпоставувам доколку прашате, ќе ви кажа дека е нормално. Па затоа и прашувам. Во принцип затоа и прашувам заради тоа што се случувало да стигне нели муабет до мои уши дека ми рекоа на гинеколог дека тоа што крварам на пример за време на овулација или блиску до овулација значи дека Сега сум во овулација. тогаш ми е точно плодниот ден и ако сакам да се обидувам за бебе треба тоа да го правам во следните 24 часа. Не. Што значи тоа? Вообичаено ниско ниво на прогестерон. Иако самиот прогестерон се покачува по самата овулација, сепак еден од симптомите на низок прогестерон е спотинг. Спотинг во никој случај, независно во кој дел или во кој период од самиот циклус на една жена, спотингот не е нешто кое што сакаме да го видиме како симптом. И дефинитивно не укажува дека имаме некаков проблем. Јасно. Значи Значи џабе ќе се обидуваме ако е така. Не за џабе, значи тоа не значи дека не можеме да го подкрепиме самиот прогестерон. Апсолутно, според ми беше дека не е точна информацијата дека баш заради тоа што е овулација, заради Ајде тоа. дека да се изразам според мене дека не е точна. Во зависност од мојата едукација не е точна информацијата. Добра. А кажете ми, спомнавте претходно и во претходните епизоди всушност сме зборувале за техники со кои можеме да потврдиме дека имаме овулација, тука ќе ја ставиме базалната температура, тука ќе ја ставиме, не знам, фоликулометрија како една, значи, една од, ајде да кажам, методите за утврдување, ќе ставиме, значи, што друго? ЛХ тестовите кои што не ЛХ, секогаш ќе ни покажат точен резултат. Позитивен, да. Значи, многу често кај жени со и го имаме, мислам, зборувано кај жени со особено со полицистични јаници знаат да покажат фалшиво позитивен резултат, затоа што телото се обидува да овулира, затоа што имаме вообичаено високо ниво на ЛХ, ќе ни даде позитивен резултат самиот тест, но без мерење на самата базална температура, доколку таа жена не оди на гинеколог, да кажеме, без мерење на базалната температура и потврдување на самата овулација после позитивниот тест за овулација, дефинитивно, значи не може да станува збор за овулација. Како наедноставен метод, кој би го одвоиле вие? Зависно од тоа колку би сакале да биде испитано во домашни услови или да одите на гинеколог, реално. Значи, зависи од самата жена.
Тоест, доколку на самата жена не е проблем секој месец да оди да прави фоликулометрија, сметам обично дека на 2 дена се прават. да, сметам дека е во ред доколку воопшто не смета. Но сега лично за мене не би сакала да си правам такви дополнителни прегледи, да кажам, или дополнителни прошетки, или немам толку време да си правам дополнителни прошетки, така да дефинитивно доколку ми станува лично за мене, јас ќе се осврнам кон комбинација од LH тестови и мерење на базална температура. Јасно. Докторке, која една промена можеме да ја направиме, дали во однос на начин на живот, дали во однос на исхрана, која што ќе придонесе за подобрување на самата овулација, дури не мора да биде една, може да кажете повеќе слободно. Дефинитивно, значи, исхраната би рекла дека е можеби број 1. Пред малку споменав дека самата бременност е луксус и бара одредени нутриенти, поради што не сака рестрикција. Многу често оно што го гледам, особено кај жени со инсулинска резистенција, постојано се ставаат на рестриктивни диети со цел да ослабеат, каде што меѓу другото ова не е нивна вина. Ги гледам насоките каде што треба да се ослабне, треба да се јаде помалку, треба да се намали на струк, значи не бара рестрикција на исхрана. Напротив, значи за постигнување, сега влегов во самата инсулинска резистенција, затоа што многу жени, примерно, имаат инсулинска резистенција, имаат полицистички јаници, години наред не можат да останат бремени. Имаме потреба напротив, од доволно протеин, доволно внесна масти, од кои што всушност не ви треба безмасни производи. Напротив, ви треба холестерол, од кој што се создаваат сите стероидни хормони, меѓу другото, и доколку сте го слушнале митот холестеролот ми е висок, сакате да ви е висок холестеролот, за да создавате правилно, значи, на некаков начин хормони, репродуктивни хормони. Така да, дефинитивно, една од промените е добар појадок, кој што ќе содржи во доволна количина и протеини, и масти, и би рекла растителни влакна. Ова е нешто каде што уште на самиот старт на денот му даваме сигнал на телото дека е безбедно. Правиме регулација на самиот инсулин уште во првиот час идеално. Значи веднаш по будењето. Не го почнуваме денот со кафе. Каде што повеќето го правиме. Да, повеќето го правиме тоа. Следниот пропуст е тироидната е во референтни граници, меѓутоа не е оптимизирана за она што нам ни треба. Кој параметар од тироидната прво го гледате кај пар што се обидува? ТСХ. Да повториме по не знам кој пат, колку ни треба оптимално да не биде ТСХ-то за да се обидеме за бременост? Идеално помеѓу 1 и 2. Помеѓу 1 и 2. Многу често пропуштено, значи не знам зошто, но знаеш како? Во Македонија што гледам, поделено, независно дали станува збор за ендокринолози и гинеколози. Многу се поделени, значи еден дел од нив се многу најасно дека треба тироид или вредностите на ТСХ да бидат идеално помеѓу 1 и помеѓу 2, додека останатата половина воопшто не укажува на самата жена која што можеби со години се обидува бремена дека нејзиното ТСХ прави проблем при самото забременување. Затоа што ТСХ влијае и на самите јајцеклетки, и на самата овулација, и на самата имплантација. Да, пример, една приказна е, ќе кажам, се случува жена да оди, значи, на ендокринолог, да прави тироиден панел. Тироидниот панел излегува дека е во референтни вредности, дека не е за бременост, меѓу другото. Значи, излегува дека некаде околу 3 ТСХ-то, и докторката и вели дека окей, супер е ТСХ-то, меѓутоа, ако во случај во блиски дни планираш да се обидеш за бременост, ќе дојдеш за да го средиме. Таква приказна. Добро, Многу честа, да. И тоа го слушам, мислам дека не разбираат доволно дека независно дали се обидуваме за бебе или не, за оптимално и нормално функционирање нам ни треба таа вредност од ТСХ-то. Знаеш како, ние бараме во нашата класична медицина
како класичен лекар во моментот зборувам, ние секогаш бараме екстремности. Значи, што бараме? Бараме болест. Никогаш не се стремиме кон оптимално функционирање, кон превенција на дадени болести, туку секогаш кога настапуваме на сцена, кога имаме или сосема намален надвор од референтни граници, изборуваме, сосема надвор од референтни граници некаква вредност надолу или сосема нагоре, значи покачени вредности. Значи во овој случај местото каде што реагираме и можеме да направиме нешто. Но никогаш не гледаме ништо што се нарекува оптимални граници, каде што самиот пациент или самиот човек функционира во неговите, би рекла, во неговата најдобра форма, со неговиот најдобар перформанс. Затоа што, верувајте ми, кога ќе успеете да го оптимизирате вашето тело на начин на кој што треба, каде што ќе постигнете максимална контрола над инсулинот, над регулација на стресот, над сонот, ќе ги надополните дефицитите на одредени нутриенти. Во тој случај, значи, ќе почувствувате драстична разлика во тоа како вие се чувствувате меѓу другото и кое што претходно за вам било нешто нормално, ќе видите нова нормала. Дека постои нешто многу подобро, дека постои нешто, дека всушност претходно начинот на кој што сте живееле всушност не бил нормален. Апсолутно. Апсолутно би се согласила и јас со тоа. Кажете ми, што правите прво кај жена на која што тироидната е во граници? Во референтни граници? Да. Што ќе направите прво? Нашите референтни граници од лабораторија до лабораторија се менуваат, би рекла. Оно што се труди самата светска организација е сега да ги воведе нови референтни граници, каде што веќе имаме промена кај дел од лабораториите, но дефинитивно, доколку видам дури и субклинички хипотироидизам, кој што означува дека имаме покачување на ТСХ, и овде за покачување на ТСХ зборувам, значи 3-4 можеби, останатите тироидни хормони од се во ред, значи она што сакам да испитаме задолжително антитела на тироидна шлеза. Затоа што и антителата сами по себе, колку што имаме зборувано, се влијаат на имплантација, на убиди, значи на се. Влијае, значи, кога имаме, доколку имаме автоимуност, во овој случај, значи, нема да работиме на субклиничкиот хипотироидизам на начин на кој што би работеле доколку станува збор за автоимунност. Значи, доколку таа жена едновремено се соочува и со Хашимото, сакаме да знаеме дека се соочува со Хашимото, затоа што самиот Хашимото сам по себе знае да влијае на самото забременување. Тоа значи дека, се извинувам? Кај определени жени, особено, не дај Боже, доколку тие жени имаат многу високи вредности на антитела, оно што може да се случи дефинитивно од тип на спонтани абортус и постојано. Значи, важно е да се знае дали станува збор за автоимун процес или станува збор само за некој си благо покачување на самата благо покачување може да настапи просто од самата инсулинска резистенција. Јас со инсулинска резистенција никогаш не сум имала проблем со ТСХ. Не мора, не е задолжително. Но пример, сега во моментот се сетив за една девојка која што ни е во заедницата за Хашимото и за хипотироидизам, која што меѓу другото е 23 годишна. И целиот нејзин проблем или драйвер на сите нејзини проблеми е всушност самата инсулинска резистенција, која што води до покачување, таа нема ни автоимун процес, значи нема Хашимото, имаме проверувано на неколку пати, значи антитела во различни лаборатории, нема Хашимото, што е многу ретко меѓу другото кога гледаме ваква слика. Имаше доста покачено ТСХ од тип на 7 ТСХ, каде што инсулинската резистенција беше таа која што го водеше и влијаеше на незините останати хормони, и тироидни хормони би рекла на незиното ниво на естроген, затоа што сите хормони, да не го забораваме фактот дека се поврзани на некаков начин еден со друг. Во моментот во кој што успевавме да ја намалиме вредноста на самата инсулинска резистенција, едновремено, паралелно, постигнувавме намалување и на самото ТСХ. Така да, ова се сетив на неја, затоа, значи, ја вметнам во целата приказка. Неопходно е да се најде коренот. Точно затоа, значи, реално, доколку земам, ми дојде, да кажеме, една девојка која што е 23 годишна и каде што ќе видам дека има ТСХ седмица, реално,
Значи првото нешто што ќе ми дојде на памет е дека оваа девојка има дека има Хашимото, затоа што реално Хашимото е болест на 20-тите, 30-тите години, некогаш знае да биде и би рекла и на помлади години, но главно на 20-тите години, на 30-тите години. И реално многу повеќе би дала веројатност оваа жена оваа девојка или жена како да се изразиме, да се соочува со Хашимото отколку со субклинички хипотероидизам. Но во овој случај испадна исклучок примерно. Да. Затоа секогаш проверуваме, никогаш не играеме. Не сакаме да играеме на слепо. Сакаме да видиме црно на бело како стојат самите работи. Најдобро црно на бело. Да. А ги спомнавте во неколку наврати дефицитите на нутриенти. Во нутриенти ќе ги ставиме значи железото, односно феритинот, а ќе ги ставиме витамин D, витамин B12 и уште кои други. Многу може. Фолатот, витамин B9, магнезиум. Сега Да кажеме дека оние што ни се најнеопходни кога се обидуваме за бебе. Постојат многу кои што се неопходни кога се обидуваме за бебе. Но поради дадени причини или би рекла поради определени трошоци, вообичаено оно што не практикуваме е да се испитуваат многу витамини. Вообичаено оно што испитувам кај моите пациентки е задолжително витамин D, феритин и B12. Можам да додадам и фолат во овој случај, за да видам како стојат вредностите и дефинитивно кога станува збор за фертилитет, овде барам оптимални вредности на овие нутриенти, затоа што од тип на, како да се изразам, значи од тип на витамин B12 200 или од тип на феритин 15, каде што депата на самото би рекла на самото железо ни се празни, не е доволно за да се изврши еден репродуктивен цел процес, ако треба да се изразам на некаков начин. Сакаме оптимални вредности на самите нутриенти. Која од сите овие гледате како најчеста кочница? Особено во случај кога се е во ред. Мислам дека не можам да одделам една. Зошто не можам да одделам една? Затоа што во најголем дел од случаевите ќе ги стратам да направат панел за тромбофилија, каде што ќе вклучам и се разбира и МТХФР мутации, каде што вообичаено задолжително ќе имаат МТХФР мутации, каде што задолжително ќе ги поставам на метилфолатин, на метилкобаламин, тоест на активни форми на B9 и на B12, каде што затоа, значи, ова е едното нешто. Второто нешто, кое што задолжително го гледам, е во повеќето случаи, не секогаш, но во повеќето случаи се дефинитивно ниски нивоа на феритин и дефинитивно дефицитот на витамин D е веќе историја, значи не знам на денешно време кои со нормални вредности на витамин D кој што не суплементира. И кога зборуваме за суплементација, не зборуваме за 2000 единици витамин D. Особено доколку таа жена се соочува со дадена здравствена проблематика. Кажете ми за обиде за бременост, ајде кога сме веќе кај суплементите. Ајде. За обиде за бременост, кажете ми колку единици на витамин D препорачувате всушност? Не, значи зависи од самата жена, значи каков е резултатот на Ако самата излезе вредност. дека е дефицитарна? Од колку дефицитарна? Да речеме, не знам, 20 витамин D. Ќе одам со 10.000 единици извесен временски период, краток временски период би рекла, може би месец, пошто ќе направам повторно испитување на витамин D, да видам со која брзина. И многу земам повеќе фактори, да се разбереме, земам повеќе фактори. Дали таа жена има Хашимото? Затоа што доколку има Хашимото, постои огромна разлика на кој начин таа жена го абсорбира витамин D. Таа жена може да зема и 10.000 единици витамин D и сепак да имаме минимално покачување после месец, 2, 3 и 5 месеца и 6 месеца суплементирање со витамин D. Значи, многу зависи од тоа, дали жената има некаков дополнителен здравствен проблем. Може, првично да кажам, доколку е со 20 витамин D, да одиме со 10.000 единици, пошто задолжително го земам и ја земам низината здравствена состојба, но да кажеме дека таа жена нема никаква здравствена проблематика, нели нема никаков здравствен проблем.
Збориме за секундарен инфертилитет, не постои причина за инфертилитет. Да, па тоа. Не постои причина за инфертилитет. Во тој Север случај е. би одела пак со 10.000 единици, задолжително во комбинација со К2, затоа што К2 е оној кој што ќе направи да го однеси витамин D таму каде што му е местото, и задолжително со вклучување на магнезиум, затоа што е кофактор на витамин D и ќе го активира самиот витамин D. Значи, без нив би рекла дека витамин D малку потешко работи. Така да, 10.000 единици, може би за месец, може би за 2 ќе преценам, значи ќе преценам од самата пациентка, ќе направам повторно испитување и потоа, значи може да намалам дозата зависно, може да бидат тоа 5.000 единици, да кажеме, може да бидат 4.000 единици, но пак ќе кажам, се е во контекст на самата пациентка и на низината здравствена состојба. Јасно. Затоа што реално кај нас во Македонија максимална препишана доза, што ја гледам, е 2000 единици. Затоа и го прашав прашањето. 2000 единици или 1000 единици, 2000 единици витамин D, понекогаш со исклучоци можам да видам 4000 единици, ова се многу ретки исклучоци можам да кажам, но најчесто е 2000 единици, каде што кај жена со Хашимото е како да дадете 200 единици витамин D. И штета такво нешто реално, огромна штета. Тие самите што ќе утврдат? Ќе суплементираат цела година со витамин D од 2000 единици, ќе отидат, ќе проверат витамин D и ќе утврдат дека речиси нема никакво покачување или има минимално покачување на витамин D после година суплементација. Како прв чекор тогаш и како прва сугестија можеме да кажеме дека треба да се надополнат тие дефицити што ги имаме. Задолжително. Дали ќе биде преку суплементација, дали ќе биде во комбинација со исхрана и Задолжително во комбинација. Што е многу поваметна, нели, стратегија секогаш. Важно е да тие резерви да се наполнат. Многу важно. Јасно. Следниот пропуст. Машки фактор. Ајде. Зборувавме за машкиот фактор, меѓу другото, сакам само да да речем да поминеме. Што се случува ако машкиот фактор не е фатен на спермограм? Значи ако спермограмот навистина е во ред, ако нема проблем тука никаков, значи во кои ситуации само спермограм не е доволен? Зборуваме за многу добар спермограм или зборуваме кај спермограм како што можеме да видиме дека може да постои проблем? Вообичаено моите оптимални вредности за самиот спермограм не се еднакви како вообичаено останатите, значи оптимални вредности, референтни вредности кои што ги има, така да нешто што сакам, значи од тип на би рекла на брзо прогресивни сперматозоиди, за мене е едно, за другите е нешто друго. Но, во случаеви доколку имаме некакви инфекции, доколку имаме варикоцела, би рекла, доколку имаме правени некакви претходни хируршки интервенции, доколку самиот маж има проблеми со самата ерекција, со самата ејакулација, доколку имаме тука некои негови симптоми од негова страна кои што тој самиот ќе си ги каже, дефинитивно правиме и дополнителни испитувања и би рекла дури и да имаме идеален спермограм, вообичаено задолжително секогаш сакам да ја видам и ДНК фрагментацијата. Затоа што знаеш ли што се случува, Маријана? Вообичаено на најголем дел од пациентите кои што прават спермограм, вообичаено нешто што испитуваат е морфологија, каде што ја гледаат каква е главата, телото, опашката на самите сперматозоиди. И вообичаено, оно што ќе го утврдат е дека во 95% имаме деформација, 5% дека се нормална. И ова се смета за нормална морфологија на сперматозоидиот. Значи, влегува како нормално. Зборувам за стандардните, за стандардните, кои што кај мене дефинитивно не е знак дека 5% само нормална морфологија на сперматозоиди е нешто по дефолт каде што или нешто каде што веднаш ќе назначам ДНК фрагментација да се направи. Значи на моментот да видам дали имаме проблем со самата ДНК кај самиот маж.
А докторке, во кои случаи нема да бидат ете доволни само спермограмот, само ДНК фрагментацијата? Во кои случаи ќе побарате, например, да речеме хормонски статус да се доиспита? Кај мажот, Кај мажот, да. доколку подолго време, значи, се обидуваат и не доаѓа никако до бременост, значи веќе имаме утврдено кај самата жена дека нема никаков проблем. Но вообичаено, знаеш што, Маријана, вообичаено хормонскиот статус ќе ни даде промени на самиот спермограм вообичаено. Значи доколку имаме промени на самите хормони кај мажот, вообичаено ќе видиме или ќе видам нешто што не ми се допаѓа на самиот спермограм и ќе инсистирам на тоа да биде направен дополнителни хормонски статус кај самиот маж. Неопходно е сепак да се испита и машкиот фактор, тоа да го Се повториме разбира, уште значи, еднаш. задолжително една од работите која што сакам да знаме дали тој маж има инсулинска резистенција. Затоа што самата инсулинска резистенција предизвикува на истиот принцип, го имам зборувано, на истиот принцип на кој што предизвикува кај самата жена оксидативен стрес во самите јајци клетки и оштетува самите јајци клетки, на истиот начин ќе оштетува и самите сперматозоиди. Апсолутно. И мора да се детектира. Неопходно е сепак. Пропуст број 6, матка и ендометриум. Голем, Значи, огромен. пропуштен проблем фактички за имплантација. Огромен проблем би рекла кај оние парови кај кои што навидум се е во ред. Точно овде можам да наблегнам на секундарниот инфертилитет, каде што навидум сите резултати изгледаат во ред, но никако не доаѓа до бременост. Значи, многу често, вообичаено, оно што ќе се направи на самата жена е ехо, да кажеме, на самата матка, на самите јајници, да кажеме, и ќе се направи ехо и ќе се утврди дека немаме никаква проблематика, немаме, би рекла, немаме ендометриална циста, би рекла, немаме миоми, немаме полипи, немаме адхези, немаме никои работи, но постојат некои работи кои што не можат да бидат засечени со обично ехо и во овој случај понекогаш во дадени случаеви, доколку видам дека кај таа жена се е стабилизирано, значи веќе имаме работено на случајот, се е стабилизирано и од машка страна и од женска страна, во тој случај може да ја натерам да направи хистероскопија, каде што едновремено ќе биде земен и бриз за испитување на хроничен ендометрит, кој што ќе ни даде знак дали овде не се крие самиот проблем во самата имплантација поради хронично системско воспаление, или постојат некакви миомчиња, полипи, адхезии, би рекла, кои што можат да сметаат на самиот имплантацијски проблем. И пак ќе дојдам до една проблематика која што сметам дека е важно да се напомене, затоа што многу често ја слушам дека да, има мало миомче, но нема да смета на самата имплантација. Проблем. За мене е проблем. Да. Затоа што зборуваме за жена која што има направено неколку инвитро најверојатно и се обидува и има миом или има полип и упорно се укажува на тоа дека самиот полип или миом не е проблем за незината имплантација. Не, сакам чиста матка, сакам чист ендометриум, сакам, значи, не воспален ендометриум, сакам прекрасни услови за имплантација. Каде што ќе се развива еден ембрионик и ќе се развива, значи, едно здраво бебе, би рекла. Тоа значи дека треба да се направи сепак хистероскопија за да... Во дадени случаи, значи, ова би рекла е можеби крајното испитување каде што би го дала доколку сите работи ми се оптимизирани, но се уште не доаѓа до бременост. Да. Затоа што многу често што се случува, значи ќе дојдат нели пациентките, ќе дојдат кај нас и работиме со нив и вообичаено ја постигнуваме бременост. Но доколку видам дека веќе минуваат 6-7 месеца, а веќе се оптимизирано, се значи дури и во моите очи се под конец, но се уште не доаѓа до имплантација, во тој случај ќе инсистирам да биде направено соодветното испитување. И исто така, значи може да назначам испитување, заборавив да го споменам, значи како испитување за НК клетки, значи дефинитивно исто е нешто што ќе наблегнам да биде испитано. Станува збор за natural killer клетки кои што ги велиме или клетки убици,
каде што сакаме да се сигуруваме дека немаме присуство на истите. Тоа значи, апропо на овие работи што ги кажувате, тоа значи дека ако отидеме на преглед и ни речат матка ендометриум супер огледало, а ништо не се случува, треба да се запрашаме дали сериозно е огледало. Зависи од временскиот период во кој што се обидува самиот пар да забремени. Сега не може да сосема е нормално доколку 2 месеца се обидувате да останете бремени, доколку не останувате бремени. Значи може да се случи да промашите овулација, да се разбереме, една јајце клетка може да се оплоди само во рамките на 24 часа. Да. Значи, Тоа го зборувавме. значи дали може да се пропушти циклус 2, 3 доколку е млада самата жена, значи би рекла дека може да толерираме некаде и до година дена, но доколку станува збор за повозрасна жена, доколку имаме дополнителни фактори од тип на недоволна резерва на јајце клетки или некои дополнителни фактори, е место каде што не сакаме да чекаме. Значи сакаме да започнеме со интервенција колку што се може порано и побрзо. Кажете ми, кај парови кои што се соочуваат со секундарен инфертилитет, која од овие претходни пропусти најчесто ја гледате? Дефинитивно инсулинската резистенција и дефинитивно машкиот фактор. Недоволно адресиран машки фактор. И двете се? Значи инсулинска резистенција ја ставам кај жената, значи едновремено и кај жената и кај мажот, и кај мажот и дефинитивно значи недоволно адресиран машки фактор. Инсулинската резистенција значи меч со 2 острици. Со 10 острици би рекла. Со 15 острици. Е фактори кај мажите и кај жените, тоа е досега многу пати покажано и во пракса со пациентите кои работите, со тоа што симптомите предпоставам се исти на инсулинската резистенција и кај мажите и кај жените. Така? Така, да. Например, доколку имате оброк кој што е богат на јаглихидрати, 1 час по завршувањето, до 2 часа по завршувањето на самиот оброк, веднаш ќе ве фати дремка, да кажеме. Или ќе имате попладневни падови на самата енергија. Ќе имате промени во самото расположение, значи ќе бидете раздразливи, значи постојано. Може да имате, доколку имате изразена инсулинска резистенција, чувство на притресување на целото тело и она неодолива желба веднаш да ставите нешто во уста за да се стабилизирате. Ми паднал шеќерот, да. Или да се будите навечер поради хипогликемија, значи поради пат на шеќерот и да го отворите фрижидерот за да каснете нешто. Исто така, значи ова се симптоми дефинитивно. Имам и видливи симптоми, ги имам споменувано самите видливи симптоми, но ова се симптоми кои што дефинитивно можат да ни кажат дека најверојатно се соочуваме со инсулинска резистенција и се разбира натрупување на висцерална маса во пределот на стомакот. Дисклаймер, како забелешка. Значи, и особено доколку се обидувате да симнете килограми со некакви диети, но не можете да симнете килограми. И доколку едновремено се обидувате и да правите каква и да е физичка активност, но не можете да симнете килограми, можеби вашиот проблем е самата инсулинска резистенција. И уште еден дисклаймер, или можеби е тироидната жлезда. Една од двете ќе биде. Ги спомнавте видливите знаци. Пред одреден период се вртеше околу, не знам, на интернет, TikTok и социјални мрежи, се вртеше од каде потекнува moonface кај жената. Moonface од каде потекнува? Дали е резултат на висок кортизол или е резултат на инсулинската резистенција? На висок кортизол. Со тоа што кортизолот и инсулинската што се поврзани? Поврзани се. Значи нема како да не се поврзани. Самиот висок кортизол дефинитивно ќе ја влоши самата инсулинска резистенција, но самиот moonface како видлив симптом е вообичаено видлив симптом на покачен кортизол. Дополнително, нека да ти дадам уште еден симптом на видлив покачен кортизол. Масно ткиво распределено, значи во овој предел овде на грбот е дополнителен симптом за тоа дека имаме покачено ниво на кортизол. Што можеби не си го знаела? Сум го знаела за тоа што го имав. Добро. Го имав, ама веќе не. Ако сега
Има нели гледачи кои што не слушаат, не гледаат и се пронаоѓаат во нештото и во проблематиките кои што ги зборуваме и ги дискутираме претходно, а да им дадеме нешто конкретно. Ајде. Може? Може. Кој е првиот чекор во првите 7 дена, а кога вие работите со фертилитет од необјасними причини? Да ги утврдам кои се причините за самиот Во инфертилитет. првите 7 дена. Во првите 7 дена се назначуваат кај самата двојка, се назначуваат сите. Најнапред да се разбереме, кога доаѓаат кај мене, доаѓаат со цела папка. Што значи? Многу се јасно на Маријана, значи дека гледаме, дека разгледувам, значи кај еден пар 40-50 лабораториски анализи, секакви извештаи, значи буквално цели папки и цели истории. Држам на тоа нешто затоа што сакам да ја најдам самата причина. Да, многу заморувачки би рекла, но ова е начинот да откријам каде лежи причината, што не е испитано, што може да биде причина за инфертилитет кај оваа двојка. И вообичаено се неколку фактори меѓу другото. Многу ретко имам видено да биде еден дополнителен фактор за ваков необјаслив инфертилитет. Вообичаено и многу често ќе биде и проблеми и кај мажот и кај жената. Многу ретко ќе видам изолиран фактор меѓу другото, откако ќе ја направам целата анализа. Така да во првите неколку дена, она што ми е за цел е да ја откријам каде лежи причината за самиот инфертилитет, за потоа да можам целиот план и целата структура да ја темелам и да ја создадам врз самото нешто, значи врз самите причини, да ги адресирам самите причини и да ги решам самите причини со цел да ја постигнеме самата бременост. Кои 3 работи ги ставате како приоритет во првите 30 дена? Пак ќе речам, темелот не е нешто задолжително. Значи, она што укажува на самите пациенти, независно, во овој случај зборуваме за инфертилитет. Значи, сакам максимална редукција на стрес и сакам квалитетен сон. Затоа што хормоните се многу чувствителни на, би рекла, на дневно ноќниот ритам или се менуваат во текот на денот. И голем дел од процесите кои што се случуваат во телото, се случуваат во текот на ноќта. Сакам таа жена и тој маж да имаат квалитетен сон. И 20. Значи, и редукција максимално на стресот. Врз база на целото ова нешто, значи, се разбира и ја градиме исхраната, зависно кај причината, значи, зависно причината, се разбира дека нема да е една иста исхрана кај сите парови, да кажеме. Да. Значи, едниот може маж да има проблем со инсулинска резистенција, другата жена да има хашимото, каде што ќе мора да се оди, значи, сосема со различен начин, со различен пристап, дефинитивно. Тоа се нагласува, да. Да, се нагласува дека е индивидуализирано и неопходно е да е индивидуализирано. Ма не може, не може по исто. шаблон да ги третираш сите парови кои што не може да достанат бремени. Значи, шаблон, еве ти хормонска терапија, дојди, ќе направиме пункција, ќе направиме ембриотрансфер за 14, еве прогестерон, клексани и за 14 дена бета-ХЦГ. Што е ова шаблон? Секоја жена е една иста? Доктор, кажете ми, кои 3 параметри ги следите за да утврдите дека има напредок, например, после одреден период? Или зависно од тоа што биле проблемите? Зависно од ситуацијата, значи дали станува збор за жена која што нема овулација, нема доволно или квалитетна лутеална фаза, би рекла, значи немаме доволно прогестерон. Многу зависи од самиот случај. Дали има инсулинска резистенција, значи следиме како се подобрува самата инсулинска резистенција. Дали има некаков друг проблем, значи исклучително зависи од самиот случај и од причините за инфертилитет кај самиот пар. Ова важи и за мажот и за самата жена. Значи, сакаме за рок од 3 месеци минимум да направиме повторна проверка на одредени параметри и кај мажот и кај жената. Во зависност од самиот корен на самата проблематика. Кажете ми од вашата пракса, не мора да споделувате нели детали, имења и слично, меѓутоа кажете ми дали сте имале случаи кои што дошле кај вас и кои што биле со секундарен инфертилитет, каде била
точната причина каде лежала и кој бил исходот, ако евентуално сте завршиле со работка, ако сте во процес уште. Дали од толку случаеви, Маријана, значи веќе знаеш што мислам? Значи во моментот мислам за секундарен инфертилитет, за необјаслив инфертилитет, каде што им рекле се е во ред, продолжите да се обидувате, се е во ред, продолжите да се обидувате, не може да останат бремени. Сега ќе ти кажам. Значи, имав една девојка, многу скоро меѓу другото, да се разбереме, во моментот е бремена во трети месец. Значи, имав една девојка која што сакаше да остане бремена. Девојката, меѓу другото, се хранеше супер здраво на хартија. Супер здраво на хартија. Ќе ви кажам каде беше проблемот. Со тоа што направивме дополнителни испитувања, дефинитивно, значи, утврдивме дека имаме многу ниски нива на витамин B12, каде што и беше витамин B12 околу 80, доколку не се лажам. Многу изразен дефицит на витамин D. Дополнително, машкиот фактор беше добар, меѓу другото. Значи, овде немавме проблем со машкиот фактор, затоа што беше испитан и машкиот фактор, но имаше доста дефицити на нутриенти кај, најверојатно затоа што би рекла во претходните доста години е имало период каде што е била и вегетаријанка. Претпоставувам дека дадени дефицити произлегуваа и од самото тоа нешто. И друго нешто кое што беше кога разговаравме со неа на почеток беше, но јас се хранам вака. Значи, јас се хранам многу слично на ово што ми го предлагаш ти, докторке. На кое што јас си реков. Значи, да ти се храниш, може се храниш слично, може се храниш здраво, но не оптимално за постигнување на самата бременост. Кажав, значи, луксус, самата бременост е луксус, бара одредени нутриенти. Поради што? Што се случи? Во меѓувреме, што се случи? Тоа што се случи е остана бремена уште на првиот месец. Остана бремена уште пред да ги оптимизираме сите работи, ако треба да бидам реална. Но имавме прекинување на срцева акција во, не ми држи на збор, дали беше 8 или 9 седмица. Меѓу другото, уште претходно беше испитан панел за тромбофилија, на кој што инсистирав да биде испитан, каде што се гледа дека имаме мутации, каде што беше значи на секундата на кој што веднаш разбравме дека е бремена, беше упатена кај трансфузиолог и веднаш беше препишана соодветна терапија со клексани, но просто немаше доволно време да ги оптимизираме работите. Значи, многу наскоро, откако почнавме со работка, значи, таа остана бремена. Веќе после 1 месец, значи, добро, се исчисти, нели, настапи чисто сега самото чистење после престанување на срцева акција, оние што го преживеале знаат каков процес е. 1 месец подоцна по самото чистење, веќе откако успеавме да ги надоместиме. Значи, кај неа беше многу фино тајмирање и подесување на сите работи. Толку фино би рекла како некој, не знам како да го објаснам, како некој фино подесување. Значи, кога веќе ги надоместивме сите дефицити, кога веќе имаше целата исхрана каде што треба, каде што ја налагоди физичката активност во зависност од тоа како како е потребна за репродукција, а не за тоа да биде фит. Затоа што зборувам за жена која што меѓу другото беше многу физички активна. Каде што ја намали физичката активност, не да биде комплетно неактивна, но умерено активно, каде што телото ќе создаде идеални услови за бременност. Значи, каде што веќе можам да кажам дека 1 месец по на несреќниот случај можам да кажам, значи веќе остана бремена, каде што веќе работите, инсистирав на некои дополнителни испитувања кои што ги правевме редовно со цел да овозможиме се, значи
многу сум проблематична како доктор, како станува збор за откако ќе ми остане самата пациент и додека ми остане, но во случај кога ми остане сум многу проблематична докторка. Во кој смисол проблематична? Сакам се да ми е под контрола. Што значи, доколку таа жена има проблем со Хашимото или има вредности на ТСХ кои што постојано шетаат горе-долу. Значи, постојано се прави испитување на ТСХ за да биде во рамките на нормала, за да не направи некаков проблем. Доколку имаме проблеми со нешто друго, значи повторно се прават испитувања за да видиме дали е се во оптимум. А доколку има проблем со тромбофилија или со некакви мутации, значи задолжително се прави панел за да видиме какво е, значи дали ќе биде протромбинско време, дали ќе бидат, значи останати маркери кои што ни покажуваат дали е се во ред. Значи сите дефицити, дали се ни во оптимални вредности. И сум малку напорна, би рекла, во правите 3 месеца додека малку се стабилизираат работите, но би кажала дека се е со цел да се износи самата бременост, затоа што премногу сум била сведок на случаи каде што од спонтани абортуси до неуспешни инвитра, до приказки кои што можеш да синеш и да плачеш до утресавајле. Добро. Со лесно нека е бременоста. Да, сметам дека веќе е доста стабилна, значи веќе ги минавме оние критични недели каде што имаше ризик од некои работи, веќе е подкрепена со терапија, веќе е максимално оптимизирана со тоа што и значи знае точно кој е, како и треба да го прави. Меѓу другото, првиот пат беше малку непослушна, поради што моравме да интервенираме малку построго вториот пат. Но дефинитивно сметам дека ќе си ја износи без проблем самата бременост до сам крај, затоа што е покриено од аспект на се буквално. Докторке, неколку пати, на неколку наврати сте спомнале дека не сте против инвитрата. Не сум. Не сте против инсеминациите, не сте против ембриотрансферите. Во кој случај препорачувате интервенција? Во случај кога имаме обструкција или физичка препрека кај самата жена, значи кога нека да зборувам за инвитро да кажем. А кога имаме физичка препрека, да кажеме имаме запушен јајцевод. Значи во тој случај дефинитивно ќе инсистирам, нема зошто, значи да чекаме дури самиот еден и само еден јајцевод да е запушен, значи нема да инсистирам да се мачат, да чекаме да имаме овулација од може да оставам доколку станува збор за 25 годишна девојка, но доколку станува за 35 годишна девојка, значи дефинитивно не. Дефинитивно значи моја препорака ќе биде да оди на инвитро, но претходно да е без оптимизација во никој случај. Ќе чекаат зелено светло од мене и тоа ќе биде моментот кога ќе го направат инвитрото, затоа што сакаме самото инвитро да биде успешно, значи да имаме, макар што ајде ќе кажам, дел зависи од мене, значи целата оптимизација зависи од мене, но сепак да не забораваме дека и дел зависи од нив, значи како ќе биде извршено самото инвитро. Но во голем дел ќе бидат успешни самите инвитро, доколку имаме оптимизација независно дали станува збор за машки или за женски фактор. Како краен совет и за мажите и за жените, ајде за паровите што не гледаат, која една работа ќе им препорачате да не ја прават повеќе во следните 30 дена, ги врти реално само таа работа во круг? Не постои таква една работа, не можам да кажам таква. Каква е таа една? Добро, повеќе кажете. Каква е таа една работа што не треба да ја прават кој што ги врти во круг? Докторката не сака значи ограничување. Тогаш доктор ќе кажете повеќе работи. Ама зависи од самиот случај. Значи сакаат да имат оптимизирана исхрана, секоја исхрана, секој оброк, сакате да ви биде. Значи постојано се повторувам, сакате да имате оптимизирана исхрана. Значи не сакате да исфрлите максимално процесирана храна, рафинирани шеќери. Значи сите овие влијаат и имат оксидативен стрес и на јајцеклетките и на самите сперматозоиди. Да кажеме, сакате да имате физичка активност која што ќе биде меѓу другото кај жените некоја умерена физичка активност, не прекумерна физичка активност затоа што бараме бременост, значи телото бара бременост, не трчаме за маратон, додека мажите можат малку да се фокусираат на малку по висока физичка активност, би рекла, дефинитивно. Друго нешто што би го кажала
значи сакаат да имаат оптимизирање. Ова се работи кои што ги зборувавме. Сакаат да имаат добар сон, сакаат да имаат максимално редукција на самиот стрес, сакаат да не бидат изложени на некои фактори, да кажеме, пример, мажот да биде постојано изложен, доколку имаме машки фактор, да биде изложен на топлина, би рекле, да биде изложен на некаква не знам, сауни и дополнителни некакви работи, доколку има некаква друга проблематика од типот на варикоцела сакаме да биде решена. Значи, не можам да дадам еден универзален совет за сите парови кои што се соочуваат со необјаснувачки инфертилитет. Дали советот може да биде тоа дека конечно да се реши митот дека само жената треба да суплементира, дали мажот треба да зема суплементи? Да се разбереме, кога станува збор за суплементација кај фертилитет, одиме со таргетирана суплементација. Значи, ги правиме потребните испитувања и во зависност од тоа што ни е потребно кај самата жена, да, вообичаено суплементираме, и што ни е потребно кај самиот маж, вообичаено суплементираме. Значи, дали имаме намалена подвижност? Дали имаме проблем со оксидативен стрес? Дали имаме или лош ДНК, дали имаме? Значи, многу зависи од самата причина, вообичаено и двајцата одат со суплементација доколку имаме два фактори, но суплементацијата за, би рекла, за сите, дефинитивно не е иста. Макар што дадени суплементи дефинитивно влијаат на самиот фертилитет во однос на квалитетот на јајци клетки, би рекла, или во однос на ослободување на слободните радикали и оштетени и подобрување на квалитетот на самите јајци клетки, но пак е строго индивидуално, би рекла. Ама е неопходно. Е препорачувам да се оде со исхрана и со суплементација, се со цел да можеме да надоместиме она што вистински треба да се надомести и да поправиме тоа што вистински треба да се поправи. Реално ќе не одземе многу повеќе време доколку се трудиме да го направиме само преку исхраната, затоа што со денешниот начин на живот и самата исхрана која што ја консумираме реално не ги содржи во иста степен самите нутриенти како што ги содржала на времето самата храна. Да, тоа веќе го дискутиравме во претходните епизоди. Затоа сме реални и свесни. Макар што секогаш сум за исхрана, секогаш сум за тоа исхраната да не биде оптимизирана и секогаш исхраната е на прво место. Значи вие не можете да ја замените исхраната со ниту еден суплемент, да се разбереме. Но дефинитивно кога имаме дефицити на одредени нутриенти, е неопходно да ги надоместиме истите преку суплементација. Верувајте ми, значи понекогаш многу читам коментари од типот на печете се на сонце и ќе го надоместите витамин D, верувајте ми дека приказката не е толку едноставна. И последна порака? Последна порака до гледачите? Последна порака, сакате да се осигурате дека ги имате оптимизирано сите работи доколку се решите да најдете причината за вашиот инфертилитет пред да се решите на наредна интервенција. Затоа што доколку не ја решите самата причина, која е мојата приказка? И 10 инвитра нема да успеат. Нема да успеат. И ембрио трансфери. И кој да е метод, нема да успее се додека не бидат адресирани самите причини. Благодарам доктор Марија за убавиот разговор. Секоја Исто, епизода убави теми обработуваме и искрено уживам. И јас исто се надевам дека самите гледачи барем малку од малку ќе видат, ќе дојдат до некои сознанија. Да, ќе се охрабрат да почнат да бараат решенија за нивниот проблем. Затоа што знам дека шетаат од доктор на доктор реално, знам дека шетаат, добиваат многу различни совети. Би рекла да земат малку повеќе да прокопаат подлабоко. Да прокопаат подлабоко. Да прокопаат подлабоко, малку подлабоко. Кога сме веќе кај утврдување на причина или ако спаѓате во парови кај кои што се е во ред, а сепак немате успех, во описот на видеото ќе ја најдете формата за прикачување на резултати, после која форма доктор Марија седнува, ги разгледува резултатите и кажува каде се крие проблемот и ако има смисла, односно ако сме сигурни дека имаме можност за резултат, тогаш се нуди соодветно решение.
само ако сум сигурна дека постои решение. Значи, Морам да нагласам, затоа што Да. во никој случај не земам жена на која што реално не можам да помогнам. не земате пар. Или пар, Да. да се изразиме, или пар. Така што можете да го проверите описот, ако се наоѓате во таква ситуација. Благодариме што бевте дел од оваа епизода. Следете не на нашите социјални мрежи и со вас се гледаме во следната епизода.